Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на Лица. Оваа недела, како и во првата емисија, така и во оваа трета, ќе нагостам една жена која за мене е херој, а сметам дека е херој и за многумина кои во изминатите 4-5 години можеа да ги следат незините пишувања пред се на Facebook и неколку скромни појавувања во јавноста. Ова ќе биде нејзино прво, да речеме, големо телевизиско интервју, во кое што ќе ја раскаже својата животна приказна и тоа што го преживуваше последниве неколку години. Господја Јасминка Ангелова. Добро вечер. Добре дојде. Ќе преидеме на ти, ако немаме проблем со тоа, затоа што ќе ни оди многу полесно муабетот. Нема да имаме трема, 60 минути, ќе си кажеме се што сакаме и што ни лежи на душа. Се во интерес на вистината. Така, повели. Благодарам. И како што пред малку кажав, Јасминка Ангелова со особена чест вечерва гостинка во Лица. Не сте имале прилика да давате телевизиско интервју до сега. Сте имале интервјуа за печатени медиуми, нешто малку по некои прашања можеле да ве прашаат за телевизиски потреби, меѓутоа вакво излагање како ова вечерва се надевам добро не сте имале до сега. Има причина зошто е тоа така или? Не, нема. Ова е моје прво интервју. Кога ми се јавивте, бев пријатно изненадена и мислам дека треба граѓаните во Македонија да ја дознаат мојата страна на приказната, која што сакам да допре до сите. Така, или како што самата рече, рековме на ти ќе одиме, како што самата рече вистината, да ја дознае вистината. Намерно во најавата покрај твоето име не го ставив она што сите го кажуваат кога го кажуваат името на Јасминка Ангелова. Јасминка Ангелова, сопругата на генерал Стојанче Ангелов. Да, гордо стоите до тоа, нели? Но овој пат сакам да зборувам за приказната само на Јасминка. Стојанче секако не може да го прескокнеме во целата приказна, меѓутоа ќе зборуваме за Јасминка и за борбата на Јасминка. Токму така. Така е. Има 4 големи работи кои што треба да ги споменеме. Тие 4 големи работи се вашето директно спротивставување на тогашната, односно некогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која не ја штедевте во вашите Facebook статуси, бидејќи бевте лута. Потоа отказот од МВР, напад од колега полицаец по вашата глава и секако заканите кои ги цело време ги имате врз вашето семејство. Дури имаше приказни дека ви влегуваат дома без да знаете, и така натаму. Блиски средби со вашите деца, и така натаму. Додиме со ред. Долги години вработена како инспектор во Министерството за внатрешни работи, и тоа ни повеќе ни помалку туку во одделот за финансиски криминал. Да, во одделот за финансиски криминал бев последните 7 години. Пред да напуштам имав 15 години ефективен стаж во Министерството за внатрешни работи. Сега сум вратена 10 месеци и продолжувам понатака. Да, како Јасминка се најде во водите на Министерството за внатрешни работи, да кажам така? Од секогаш сум се сакала да работам во полицијата. Тоа ми беше желби пред да се запишам на правниот факултет, да се запишам на полициската академија. Мојот татко ме предомисли дека како правник имам поголема перспектива во државата, но сепак желбата победи на крајот повторно да влезам во полиција и да го работам тоа што го сакам. Така. И оваков инспектор сте колку време? Бев 7 години на истото работно место. Поради политичката борба на мојот сопруг, бев намерно оставена да чмаам во таа полураспадната мувлосана барака, за која што тогашната министерка Јанкуловска ја нарекуваше магазин не од JNA, јас би рекла од Втората светска војна. Многу постара, значи. Многу постара, да. И по состав и по изглед. Така, инвентарот внатре беше Добро, години. Значи, Јасминка влегува во Министерството за внатрешни работи. Која година се запознавате со Стојанче? 2004. Каква е таа средба? Случајна, намерна, посакувана? Случајна средба.
Каде се запознавате? Се запознавме на исти работни задачи бевме и интересите заеднички си го направија своето. Така. Заедничката љубов кон вештината со оружјето, кон природните убавини на нашата татковина, дружењето, неговата смисла за хумор. Ве освои. Ме освои, да. Кога условно кажано почнуваат вашите проблеми? Од 2007 година, кога доаѓа од 2006 кога доаѓа ВМРО ДПМН на власт, веднаш во 2007 година Стојанче влегува во конфликт со тогашната власт, на чело со Гордана Јанкуловска на чело на Министерството за внатрешни работи. И борбата негова не е борба за него лично, него е борба за бранителите, за семејствата на загинатите, за професионалните војници. Значи, неговата борба со достоинство не е негова лична борба, него е борба за засегнатите припадници на безбедносните сили кои што беа унеправдани од тогашната власт. Што току дојде на власт? Кога влегува во конфликт со тогашната власт, вие како негова сопруга сте во позиција да го поддржувате или да му велиш застани малку пополека? Неговата одлука да ја започне борбата со достоинство, јас ја прифатив и од самиот почеток. Значи, нашиот живот на сите полиња стана борба на достоинство. И се трудев да бидам секогаш присутна и секогаш да го поддржувам во сите активности. Тоа што беше тоа борба за правичност, за законитост. Не се обиде да го предомислиш или ова што велам да му кажеш пополека, нели, за да не настрадаме? Не очекувавме дека ќе има такви монструозни напади и дека од таа наизглед беззлана власт од 2006-2007 година, дека до крајот до 2007 година ќе се изродат такви, да не кажам, монструозни работи што се случува и се што можевме да слушнеме од самите бомби. Да, слушнавме многу работи, но кога почнува Јасминка со својата лична борба и статуси и пишување на Facebook кои многу брзо биваат читани и споделувани меѓу граѓаните? Јас бев активна на Facebook и додека работев во МВР и додека траеше отпорот, опозицијскиот отпор од 2013-2014 година и активно присуствав на сите протести на отпорот. Иако вработена во МВР, после работното време, јас како граѓански активист имав право да присуствам на тие протести и одев на тие протести. Мојата директна борба со Јанкуловска започна веднаш кога го напуштив Министерството за внатрешни работи во март месец 2015 година и почнав со поголемите написи кои што беа објавувани на многу портали и беа читани од многу граѓани. Така. Тоа заминување од МВР е приказна која е раскажана. Јас сакам да ја кажам овде малку по-длабински што се вели, малку по-прецизно. Вие кажувавте и ти и Стојанче на што се должи твоето напуштање на службата и така натаму. Ти имаш одлични текстови конкретно зошто го напуштам Министерството за внатрешни работи и со многу затоа што. Па да ги повториме овде и сега, само да позборуваме за секој од нив поединечно. Така, значи јас и мојот наслов на текстот беше не ви го направив кејфот вие да ми избркате, него јас сама го напуштам МВР, затоа што не сакав да си живуваат со мене и да ме праќаат на нивните дисциплински комисии. Затоа што ми дадоа 2 предлога за дисциплинска комисија, затоа што неколку месеци пред да напуштам сум земала боледување, бев пратена. Ние тоа во финансискиот криминал го викавме лов на дрвократци по македонските шуми, по планинските села во Танушевци, Брест, Количани, Студеничани, Љуботен. И токму во моментот кога гардата на така наречената или рида објави со соопштение дека ќе ги контролира според нив албанските места, требаше јас како сопруга на генералот Стојанче да одам во патрола токму во тие реони. Јас како мајка на 3 деца воопшто не се чувствував сигурно дека можам да си ги извршувам своите работни задачи во тие планински места. Ја одби тогаш таа дадена задача? Токму така ја одбив задачата, побарав да бидам распоредена во прва смена, не во ноќната смена, побарав да не одам да ги вршам канцелариските работи, дека имаше и други инспектори, имаше и други инспекторки кои што немаа деца. Јас како единствена мајка на 3 деца
мислев дека местото не ми е таму. И што следуваш откако одби? Земав боледување и додека траеше моето боледување на една случајна средба на прославата на ОПСЕ, се сретнавме со тогашниот директор на Бирото за јавна безбедност и во еден неврзен разговор тој му вети на мојот сопруг дека ниту една жена, а камоли јас како сопруга на генерал Стојанче Ангелов, како исторен борец против албанскиот екстремизам, не треба да оди во тие планински краишта. И беше зачуден и вети дека ќе ме префрли на друго работно место, по хоризонтален, значи на исто инспекторско место, како самостоен инспектор, со исти бодови, со иста плата, само да не ги вршам тие работи. Од ветувањето ништо не излезе, 2 месеци чекав. Се вратив на работното место, воопшто не ми кажа дека ми покренале дисциплинска постапка. Него мобингот си продолжуваше понатака, вознемирувањата со секакви разни ситни пакости. За на крајот на годината да бидам ставена на новогодишната ноќ, како да бидам ангажирана како обезбедувач, како жена оперативец да ја обезбедувам новогодишната прослава на градскиот поштад во Скопје. Јас и тоа не го прифатив, најдов замена, бидејќи во МВР многу чести се тие замена на дежурства, кога некој инспектор има работа или не може, или е зафатен, или не сака да оди на дежурство, може да го менува друг инспектор. Најважно е да има замена за човек. Мене таквата замена ми ја одбија во 12 часот на ден Нова година. Ми се јавија да се вратам на работното место и дека токму јас да се јавам во 18 часот во полициската станица Беко, и јас да работам како обезбедувач на новогодишната ноќ. Ги замолив дека тоа не е во ред, имам обезбедено замена, дека од главниот началник на единицата имам добиено одобрување да ја дозволи замената и воопшто не беше јасно што се случува. Тогаш започнаа тие вербални напади од така наречено началниче би го нарекла јас, да ме навредува, да ми се заканува со отказ, со апсења, дека токму на тој ден, на Нова година, он решил со мене да се пресметува, наместо да ја дозволеше замената. Тоа беше страшно. Мислам дека идеше целата барака од неговите навреди, закани, омаловажувања. Не можев тоа да си го дозволам, како мајка на 3 деца, да се гази по моето лично, човечко, професионално достоинство, интегритет и решив да го напуштам министерството. Тогаш на Стојанче му соопштив дека јас повеќе нема никогаш да влезам во таа полусрушена барака. Тогаш Стојанче е во земјава или? Да, беше тука и требаше за неколку дена да замине и баш од тие причини барав од началникот да не ме става да бидам дежурна на новогодишната ноќ, за да го поминам, да ја поминам новата година со семејството, со сопругот и со 3 деца. И сега овие навреди ги доживуваш во тие мигови, нели сама во, велиш, бараката ечеше од неговиот глас и од неговите навреди, но треба да дојдеш дома и тоа да му го кажеш на својот сопруг, кој што знаеме дека исто така е воинствен и е војник и сигурно ми направил се за да го заштити своето семејство, својата сопруга и така натаму. Како реагира Стојанче на ова? Стојанче со децата беше тука во непосредна близина и тој ме позна по гласот дека ништо не е во ред. Ја бев растреберена, вознемирена и веднаш влета во бараката. И веќе физички тука. Беше физички присутен, се најде на лице место и тие пробаа да одгумат, беа двајца началника и пробаа да одгумат пред него дека се е во ред, дека они немаат ништо против мене, гледаа да ја измортизираат работата за да го видоа дека е бесен и не знаеа како ќе се заврши сето тоа. Некако се смири, јас излегов надвор, не се ни вратив, он дојде по мене, децата не чекаа во кола за да одиме на градскиот поштад, во 12 часот требаше да го пречекаме дедо Мраз. Заминавме дома и јас реков веќе јас таму не влегувам во таа барака. Па и по цена да го напуштам министерството. Не можам да дозволам некој да ме навредува и да ме понижува. Има начин да се каже. Да, по напуштањето на министерството, пишувањата и зборовите кои тогаш ги одбирате се многу и посериозни и потешки. Кажавме во најавата дека тогашната министерка особено беше цел на вашите пишувања. Нема ги наречам напади, ќе ги наречам пишувања. Колку од тука натаму имате било какви последици поради тоа, бидејќи таа власт се уште владееше и можеа да прават што сакаат? Дали имавте последици поради написите?
Поминувавме низа стресни ситуации во целиот период, од 2007-2008, значи од директниот спротивставување на Стојанче на тогашната власт, па се до моето напуштање и после тоа. Единствено можам да после кажам... тоа, откако напуштив? Откако напуштив, да. Следуваше период кога имавме ситуации на повеќе упади во домот. Имавме повеќе закани и испратени курири со вести за апсење, со вести за закани по живот. Како изгледа тоа? Каков е тој курир што ќе дојде и ќе ти каже дека е можно да те уапсат? Тоа се луѓе познаници, пријатели кои што не познаваат и кои што порачуваат, слушнале дека нешто и нешто се подготвува и да се припазиме. Дали и веројатно кога доаѓа човек и заштита на животот, дали во поглед на заштита на домот, во поглед на заштита на возилата, така имаше повеќе предупредувања. Кога ти доаѓа човек и ти кажува такво нешто, веројатно и раци и нозе ти се отсекуваат, затоа што не ти е пријатно. Како е да се живее со такво сознание? Ние долго време бевме под таков стрес, со години, 8-9 години, го живеевме тој стресен живот. И воопшто не е лесно и едноставно, но ние двајцата сме цврсти, храбри, не покажавме слабост. И мислам дека тоа уште повеќе ги нервираше, затоа што ние не се плашевме. И покрај се што направија, ние не покажавме страв. Него напротив, секоја таква дојава нас не правеше уште похрабри и потранспарентни во јавноста, тоа што ние немавме што да криеме. Тоа што ние нити сме направиле кривично дело, нити подготвувавме кривично дело, за да бидеме под нивните примерки. Но сигурно не било седно или не била, не знам, слободата толку, не да кажам пријатно, меѓутоа најобично движење по улица не било едноставно и не било најрастеретено. Сигурно имало точно така, бевме стравови многу да се внимателни и завртиш предпазливи. лево, десно. Значи внимаваш на секој што се движи во твоја близина. Сепак тоа е малце и она професионална деформација дека како полициски службеници го имаме тоа вродено во нас. Или стекнато. Така, со тек на време, со професијата. Посебно од аспект, бидејќи и двајцата сме во таа професија, не знаеа со кого си имаат работа, мислам. Не бевме како другите луѓе кои што можеа да ги исплашат и да се повлечат. Кај нас не идоа на тврците. Во добар дел, ако не е така, поправиме, можеби во најтешките денови и во периодите кога постојат заканите, кога не е едноставно да се движиш по улица и така натаму, Стојанче е одсутен. Беше во Ирак, каде пушта, не знам. Во Ирак и на брод, заминуваше во Индискиот океан. На брод. Дури луѓе кои не знаеа од кои причини е одсутен, му замеруваа зошто го нема и на протестите и да се бори овде за кузата и така натаму, меѓутоа како е она во светот по парче леп. Токму така, борбата за нашата екзистенција и за парче леп токму за нашите деца го присили, го принуди да замине да работи надвор од татковината. И тоа беше многу тежок период, кога јас бев сама со 3 деца, кога бев активна на социјалните мрежи, кога пишував отворено, пишував за сите незаконитости во Министерството за внатрешни работи, не се плашев. И беше тежок период, но мислам дека успешно го издржав. Воопшто не ти беше страв дека може нешто да ви се случи? Ми беше страв за децата, а за мене не ми беше страв. Ми беше страв само за нив. Нивната безбедност ми беше најважна, затоа ги превземав сите мерки тие да бидат безбедни. Тоа сакав да прашам, како се погрижи нивната безбедност да биде сигурна? Со мои методи и начини. Не дозволив никој да се приближи. Ова полициски одговор нема да кажам. Децата беа заштитени и безбедни. Беа заштитени и безбедни. Во тој период кога не си повеќе во МВР, си гласна и во пишувањата за тоа зошто колеги молчите. Зошто премолчувате многу работи што се случуваат во Министерството, значи буквално прозивање секојдневно на тоа што се случува внатре. Па потоа ги оправдувате, велите работат за плата која треба да ја земат, мора да ја одработат и
И ете заради тоа Јас молчат, велев, но имаат финансиски страв. имаат финансиски страв. Сите да, се заглавени со големи банкарски кредити и мислам дека тоа беше една од причините за која што молчаа моите колеги, особено во одделот за финансиски криминал. Тоа што незадоволството таму е огромно, трпат секојдневен мобинг, изживување. Може читателите мои да прочитат со какви све методи се служат и со какви методи се изживуваат врз полициските службеници. Токму врз оние кои што треба нели да ги штитат може би граѓаните. тие што читале, прочитале, но овие што не гледаат вечерва, може би не прочитале, па не би било лошо да кажеме со какви методи, со каков тип на мобинг се користе. Методите беа заврши го ова или ова, или земи си го возилото и само оди си во Идризово, не чекај специјалци од дома да те вадат. Ако не направиш Ако нешто. не направиш нешто, тоа што сакале они да се направи. Тоа не биле предмети кои што требале да се работат по редот на нештата, него биле приоритетни за некого. Тоа дека вистинскиот криминал седел во нечија фиока. Тебе ти се случуваше тоа? Да бараат од тебе да направиш нешто што... Да, само јас се спротивставував. Повеќе наврати се спротивставував и така влегував во конфликти. Се спротивставував и не дозволував незаконито работење. Многу често за предмети се наоѓав во ситуација да бидам јас не како полициски инспектор, да бидам јас адвокат на странката или на приведеното лице, кога сака да проведат некоја незаконитост. Секогаш ги цитирав законите и членовите и сакав сето тоа да биде правично и до крај. А да во биде тие ситуации истерано. кога одбиваше такви задачи, што се случуваше? Молча... Беше казната или... Не, сето тоа беше премолчувано или ми беа упатувани зборови, гледај си ја твојата работа, не се мешај, чувај се себе си, не гледај што се работи овде. Така, во тој тип. Верувајте дека кога беа објавени, не беа тоа бомби, тоа беше во текот на 2014 година, разговори беа објавени за Македонска банка и за актор. Јас бев фрапирана, вџашена, не знаев каде се наоѓам. Дали е тоа, да не сакам да омаловажам, дали е тоа улица и патиште или водовод, дали јас се наоѓам во најповиканата институција за сузбивање на економскиот криминал. Тотална апатија, незаинтересираност за тие предмети. Од најповиканите за сузбивање на финансискиот криминал. Тоа беше страшно да се гледа, боли и пече да гледаш со отворени очи во таков криминал и тие што се најповикани да го сузбиваат да не сакаат ништо да превземат. А тоа им е работа. А тоа им е работа, за тоа земаат плата. Тоа им е работа. Што е со моментите на упад во вашиот дом, предпоставки дека може би ви се поставени уреди за прислушување и така натаму, па све до онаа средба, поточно не е средба, туку за малку средба очи во очи со вашата керка на луѓе кои биле во вашиот стан во моментот кога таа дошла дома? Тоа беше во период кога Стојанче ги организираше протестите пред македонската телевизија и пред обвинителството, кога баравме опозицијските бомби да бидат пуштени на државниот медиум, на македонската радио и телевизија. Во тој период бевме исто двајцата многу активни и при едно враќање од таков протест, јас приметив во дома дека се е дома растурено. Во делот каде што стои библиотеката, сите книги ми беа извадени и беа вратени обратно. Во тоа приметив дека нешто не е во ред и дека тука некој влегол во станот. Дали поставиле уреди, дали јас најдов едно пенкалце кој што го заборавиле, книгите ги вратиле обратно. Значи, они не подценија во тој дел. Не сватија дека имаат работа со врвни експерти од кривично правен експерти, дека сме перфекционисти, дека се забележуваме како сме оставиле, што оставиле они, дали нешто ќе остават. И тогаш јас ги предупредив нив и соопштив во јавноста, доколку при евентуален претрес во нашиот дом да исценираат некој кривично дело или да не наместат некој кривично дело, дека целата јавност ќе знае, дека ние ќе знаеме дека тоа не е наше, ама и јавноста ќе знае дека тоа е оставено од нивна страна. Направивте проверка, предпоставувам. Да, правивме проверки многу пати. Како е со тоа да се живее, со тој страв дека можеби, еве, овој пат проверивте нема, ама
Никој не ви гарантира дека следниот пат не успеале. Не, уште повеќе еднаш. пати ние наоѓавме разни траги, наоѓавме и отпечатоци од прсти при на телевизорот, значи на сите места каде што може да се постават тие разни уреди и најдовме доста траги. Затоа и предупредувавме во јавноста. Затоа мислам дека и не се осмелија да направат нешто повеќе, затоа што ние не правевме ништо освен тоа што ја кажувавме вистината, сакавме граѓаните да Освен тоа разберат што зборувавте гласно. гласно. Во пакет со така. сето ова се спомнуваат и ситуации кои што вие ги имате еден збор за нив, а тоа е зборот местенки. Местенки за Стојанче. Нели Стојанче во својот живот имаше убити кандидатури за председател и така натаму со достоинство борбата, нели секогаш трае. Она што можеби јавноста не го знае, тоа е дека разни ликови му имаат приоѓано со понуди исто така разни. Ние успеавме, нели, да видиме како се апсеше со една таква, нели, местенка, спектакуларно и така натаму, и веројатно тука некаде стои тоа дека и Стојанче бил можеби во пакет да доживее нешто слично. Во повеќето од моите написи во тој период, јас кога ги приметив упадите во домот, ја предупредив тогашната министерка Јанкуловска да пази да не се сретне со нашите деца, затоа што предниот упад за малку ќе имале блиска средба со поголемата ќерка. Имаме 3 деца, од кои на старата тогаш беше 16 години. Не можела да влезе дома и ми се јави, јас си реков, добро Ева, не пробувај, оди кај бабата, ние бевме тогаш на протестот пред македонска телевизија. Кога се вратив, јас од протестов го приметив сето тоа дома што го приметив со расторените книги, со пенкалците и така натака. Тогаш и порачав на Јанкуловска да си ги прибере сите тие тајни агенти, сите што курирци со закани за апсење и за разни видови местенки и порачав да престане да ги вознемирува нашите деца. Да не се случи да се сретне некој од незините тајни агенти со некој од децата, затоа што децата се на различна возраст и во различно време се враќаат дома. Никогаш нема да знаат они кога кај нас дома е слободно за они да влезат, нели, и да наместат тоа што сакаат да наместат. Да не дојдат во ситуација затоа што ќе зажалат и она, и незините извршители, и нивните деца. Така и порачав, затоа што беа долго време нашите деца вознемирувани и не можев да поминам преку тоа, да го премолчам. Тогаш ја запрашав зарем не им е доста, зарем не се срамат што све проба да му наместат на мојот сопруг од разни местенки со измислени донации и парична помош, со разни непостоечки измислени фирми, со патриотска помош од Франција, со разни мини фабрики за разни пакувања за тегли од компоти, за различни понуди за измислени плантажи за киви и јапонски јаболки. Сето оно што може да биде во прилог на финансирање на една политичка партија. Значи, што све не проба, Се примамливи понуди кои што ние сите на време ги превениравме и ги спречивме. Имаше многу често пати ситуации кога јас му велев, ајде да видиме докаде ќе одат, ајде ќе играме да видиме докаде ќе одат, за да видам докаде се спремни да одат. Тоа многу често им го правевме. И докаде игравте? Одевме до крај се додека може на времено да се заштитиме. И сето ова што го зборуваш само се покажуваше како точно? Како точно, да. Не би било лесно. 2015 година, 7 април, мај, ако не се лажаме датумот, кога Јасминка Ангелова повторно беше во центарот на јавноста, излезена на еден од протестите како граѓанин, мирно да го искаже својот глас и својот револт, но се случува нешто неочекувано за тебе. Тука би сакала пред да кажам за тој немил настан, кој што ме вознемируваше сите овие 2,5 години колку што траеше судскиот процес, дека и во моментот кога ме побаравте за емисијата, јас оној стресен период и долгогодишната борба против криминалниот режим некако имав потиснато, но сега овие денови повторно сето тоа почна да излегува на површина. Да, те разбудив. Да, се разбуди. Во мене сето она што сум го поминала. Од оваа временска дистанца, која го
се прашам зарем можно е сето тоа да го поминавме и да го издржиме на тој начин како што го издржавме. И сега да е 2018, И сега да е ти се 2000. чини како да било пред Да било 15 многу далеко. години, да. Точно така. Во тој период ние имавме следења од тајните агенти на Јанкуловска и пред македонската телевизија. Тие постојано фотографираа и постојано беа наместени во позиции кои што според мене како инспектор беа многу невообичаени. Тие нивни јапонски следачи Што е јапонски следач? кога видливи следачи Аха. беа се движеа како муви без глава. Тие не знаеа да се постават како што треба за да се завршат работата до крај. На еден од протестите, кога Стојанче објави дека се дадени 2 милиони евра за да во Липковскиот регион се направи меѓуетничка криза, и кога им порача дека доколку се обидат да го апсат опозицијскиот лидер Зоран Заев дека ќе падне крв, упадот во нашиот дом и директното следење пред македонската телевизија беше точно во токму во тој период. Во тој период Стојанче е прислушкуван повеќе од 3,5 години. Значи, целиот тој период он е прислушкуван. Зошто е прислушкуван? Не направил ништо. Се ја излезе со тие снимки дека е слушан повеќе од 3,5 години. При една ситуација, кога заврши протестот пред македонска телевизија, Стојанче продолжи да зборува со граѓаните. Јас ги приметив тајните агенти, беа со црн голф и се приближив до нив. Тие ако се некои агенти немаше да дозволат јас да им се приближам во непосредна близина. Тие со запалени светла, вперени кон мене, стоеа со возилото и не се поместија. Јас дојдов до нив, ги фотографирав од сите страни. Од едната страна на совозачот беше отворено прозорското стакло и се гледаше една рака на поразвиена рака со бела кратка мајца со позната тетоважа која што е приметив и за настаните на минатата година на 27 април. Мислам дека е истиот човек кој што седеше во возилото. Кога јас се приближив и ги фотографирав на оддалеченост од метро 2, тој и се приближив за да го видам неговиот лик, тој се исплаши и го затвори прозорецот. Јас очекував, сакав да ги не да ги спровоцирам, сакав да ја видам реакцијата, доколку се нормални граѓани кои што дошле на протестот и се заминуваат, ќе излезе и ќе реагира како секој граѓанин, зашто ми го сликаш возилото, тргни се од тука, ми стоиш на патот, не можам да поминам. Тие стоја и не знаеа што да направат. Тие тајни агенти на Јанкуловска, кои што јас велам, директно необучени, директно од теретана, без познавање на законот и без минимална обука, беа донесени по низиното тефтерче во Министерството за внатрешни работи. Следачите се збунија, јас ги сфотографирав, го запалија возилото и си отидоа. После направивме проверка на таблицата. Возилото беше марка Голф, 4 или 5, црно со затемнети стакла. Регистрацијата се водеше на возило, колку што се сеќавам, Шкода од 70-тите години со некој сасвим друг собственик, така да јасно беше дека беше тоа возило од УБК. После проверивме преку колегите, ни потврдија дека тоа е возило на УБК. Ви се случува и колега да ве нападне? Точно така, колега значи полицаец, јас бидејќи бев сето ова јас го објавував, да, го пишував и само што замина Стојанче во Ирак, почнаа протестите после објавената бомба за Мартин Нешковски, големите протести пред влада. Јас излегов, се придружив на тие протести и на 7 мај бев удрена од колега полицаец од Задграб по тилот, неочекувано. Вие сте таму како цивил, граѓанин, да, присутна на протестот. Во ситуација кога немаше никакво нарушување на јавниот ред и мир, протестот беше мирен, колоната од граѓани се движеше, беше на заминување. На мостот пред јавното обвинителство беше поставен еден полициски кордон. Јас препознав еден од колегите, се приближив да се поздравам и се фотографиравме за спомен, како што впрочем тоа го правеа и многу други граѓани. Во моментот кога се свртев да направим една фотографија, селфи, добив таков неочекуван удар во тилот, во главата од позади, што за миг не знаев каде се наоѓам. Тоа беше шокантно за мене. Бев толку вознемирена, изненадена, затоа што јас дојдов во простор каде што се чувствував безбедно. Дојдов до колеги,
до полицајци кои што треба да ги штитат граѓаните, не да ги тепаат граѓаните. Јас воопшто не се чувствував загрозено, затоа придов до кордонот на полицајци. После тоа следуваше судски процес и Имаме еден исход. имаме првостепена пресуда. Малку сакам да зборуваме за судењето. Тоа траеше, нели, бидејќи имаме првостепена пресуда, траеше повеќе од 2 години? Судењето траеше повеќе од 2 години, 2,5 години. Значи, случајот со диво насилje кога се случи во Куманово, кога најгромозоморен начин загина 8 специјалци во нивната добро испланирана акција, за која што е исто така и јас пишував, иако бев удрена и повредена и елиминирана, за да не пишувам за такви настани. Заврши многу порано тој процес, значи каде што беа обвинети за тероризам, заврши пред моето судење за обична телесна повреда, што беше за мене фрапантно. Досега од судската Тука закажа и пракса внатрешната нема. контрола на министерството, ако не се лажам, според тоа што можев да го читам за тоа колку и како воопшто го теретат колегата за овој напад врз тебе. Внатрешната контрола тогаш ништо не превзема против него. За нив доказниот материјал кој што јас го приложив, мојата изјава, изјавата на сведокот полицаец, изјавата на сведокот кој што случајно го фотографираше настанот, и така јас имам фотографија од целиот настан, затоа што колегата од достоинство што беше со мене, подполковникот Богослав Лескаровски, случајно ги направи тие фотографии. И јас ги имав како доказен материјал. Лекарската документација, отпуснато писмо, затоа што јас веднаш после ударот бев задржана во болница. 1 или 2 часа после ударот јас почнав да добивам добив силни болки во главата и невообичаени нагони за повраќање. Ја воопшто не знаев дека тоа се симптоми на потрес на мозок. Кога отидов во брза помош во аеродром, во дежурната служба на Јане Сандански, по симптомите мене дежурниот доктор веднаш ме испрати во градската болница, општа болница Свети Наум Охридски. Таму веднаш ме снима на рентген, веднаш ме задржа во болница да ме следат, да ми ја следат состојбата и ми рекоа дека имам нагмечување на главата и потрес на мозок. Значи јас имав лекарска документација, бев задржана во болница, кој што подоцна ја напуштив поради безбедносни причини, не се чувствував безбедно во болницата. Тога се случи и диво насилje и многу чудни ликови се движеа во ходникот каде што престојував, бев исплашена, децата беа дома сами. Мојот татко тогаш се соочуваше со тешка болест, сега е починат, имаше рак на дебелото црево и на црниот дроб и моите деца беа дома со нив, со мајка ми, со татко ми. И јас од тие причини напуштив болницата и заминав на домашно лекување. Како овој колега се бранеше себе си во текот на судскиот процес? Можам да кажам дека дрско лажеше. Јас до сега не сум сретнала таков човек, не знам како да го наречам, кој што гази преку се само да се заштити себе си. Со такво непрофесионално однесување. Што велеше во своја одбрана? Дека не ме удрил, дека само ми наредил да се оддалечам, што воопшто не е точно. Тој мене ме удри и се развика пред сите таму и рече: ти наредувам да се оддалечиш откако ме удри. Јас не направив ништо, не стоев во забранет простор, не го прекршив јавниот ред и мир, не нападнав полицаец. Значи јас ништо не направив за да ме удри. Колкава е бројката на колеги негови кои дојдоа на судењето да ја штитат неговата Бројката беше приказна? огромна, затоа што тоа беше според мене инструиран случај, намерна акција за јас да бидам повредена и елиминирана, за да престанам со нападите против тогаш актуелната министерка Гордана Јанкуловска. Не си таму вработена, не може да ти прават мобинг на работно место, меѓутоа физички ме користат елиминира. други механизми за и понатаму така. ти да немаш мира од тоа Министерство за внатрешни Точно работи. така. Со ударот јас бев јавно понижена, повредена, омаловажена, што јас со секој идење на судењето поминував низ тој настан. Поминував на сите тие моменти на напад, на тој удар во главата и на сите тие понижувања во јавноста што ги поминав, затоа што бев удрена од колега полицаец, затоа што за мене беше страшно да бидам удрена од човек што ја носи македонската униформа. Тоа беше за мене страшно.
Само за да не погрешам, ова што сакав да го прочитам со случката на Кеот е во кој период? Случката на Кеот, заканата што ја добив, периодот кога беше? После на интервјуто во Фокус, кога бев за периодот за кој што сега зборуваме. Така, да. По нападот ти имаш едно интервју даваш за неделникот Фокус, каде што зборуваш за повеќе работи, но еден ден се шеташ со своите деца на Кеј. Јас сакам нешто да прочитам, бидејќи ми беше вака силно. Тебе ќе те најдат во Вардар. Да, тебе Ангелова. Еве од таа страна. И покажа со раката кон речното корито средовечниот маж со црвена ветровка кој со своите морничеви зборови ми се закани пред моите мали деца додека денеска пешачевме покрај кеот на реката Вардар. Овој нечовечен лик што ми се закани се врежа во мојата глава, па набргу некој некаде низ Скопје само ќе го избања во истиот Вардар. Нема да премолчам, затоа што и пролета за време на опозицијските протести непосредно пред да ме удри полицајецот по глава, добив вербална закана дека ќе ме исконтролираат. Нема да ме замолчат, затоа што овие криминални ѓубриња требаше досега сите заедно да ги фрлиме во контейнерите во Идризово, па ќе стивне и ваквите нивни валкани полтрони кои среде бел ден си дозволија да ми се заканат по живот, да се заканат на мајка во присуство на незините деца. И тоа повторно откако мојот сопруг замина во Ирак. Од ова подоле нема. Ги поминаа сите граници. Веќе им смета и нашето постоење. Нема да ми ограничат слободата и движење на моите деца. Не им се плашам. I'm a real woman warrior. Ми беше силно, навистина, кога го прочитав ова, повторно ќе кажам, како жена, мајка, згора на тоа сопругот одсутен, а мора да се носи со целиот тој товар на својот грб. Јасминка, логично е прашањето, од каде ја црпевте силата? Силата ја црпев пред се од моите деца. Тие ми ја даваа таа стоичка издржливост, затоа што ја се борев за нивна безбедност, тие да бидат мирни, да бидат среќни, затоа што наша најголема должност како родители е да ги израснеме во добри и среќни луѓе и најважно за мене е да бидат праведни во светот. Ја црпев силата од мојот сопруг, кој што ми даваше таква голема поддршка во се што правев. Заедничката поддршка беше најважно што се ја дававме во тој период. Но кога се исплаши најмногу, Јасминка? Најмногу. Знам, ќе речеш, не се плашам. Не бев уплашена, меѓутоа сигурно имало ситуација, состојба кога навистина си се исплашила. Иако велам дека не се исплашив кога ме удри полицајецот по глава, јас тогаш бев исплашена за моите деца. Тоа што јас ги оставив сами, иако беа со моите родители, тие не знаеа што се случува со мене во тие мигови, таа долга ноќ во болница што ја поминав јас. Мислам дека врежана ќе биде во нивните главчиња до крајот на животот. Не кажавме само што вели првостепената пресуда во овој процес. Првостепената пресуда, која што сега е моментално по жалба на апелација, вели дека е виновен. Кога јас тоа го слушнав, ми беше доволно, не ми беше битна казната. Важно, полицајецот е виновен. Тоа ми беше доволно да докажам на сите тие негови лажни сведоци кои што ги донесе повеќе од 10, кои што лажно, дрско и безобразно сведочеа и ме напаѓаа дека не сум била удрена, дека напротив јас сум ги нападнала и сум ги навредувала, сум им велела дека штитат убици. Не знам дали јавноста мисли дека не штителе убици. Јас тие зборови ги немам изговорено. Прво, моето лично достоинство и мојата професија никогаш не ми дозволила да нападнам било кого, да навредам, да омаловажам или да вулгарно да опцујам. Јас не сум тип на човек што пцуе, сите што ме познаваат го знаат тоа. Тие се служеа со такви дрски лаги што мене како жена многу ме заболеа во судницата и верувам дека завршниот мојот завршен збор, иако јас не сакав да зборувам многу во текот на судењето, ги слушав и ги забележував нивните навреди и си велев дека еден ден вистината ќе излезе на виделина и правдата ќе победи. Што и да зборуваат тие во судницата, дека правдата ќе победи. Тоа им го порачав на судијата, дека правдата можеби понекогаш спие, но никогаш не умира.
Ќе се разбуди кога тогаш. Да. Бев среќна кога ја слушнав пресудата, сега со мојот адвокат пресудата е обжалена во поглед на висината на казната. Полицајецот е условно осуден. Се жалиме на висината на казна и се надевам Борбата продолжува борбата во апелација и се надевам дека апелационите судии дека ќе ја зголемат висината на казната. Се со цел превентивно, значи која поведов битката пред суд, судската правда да ја барам, сето тоа беше со цел никогаш ова на ни една жена, на ни една мајка, на ни еден човек, на ни еден граѓанин на оваа наша прибава Македонија да му се случи тоа што мене ми се случи, без причина од зад грб, на кукавички, подмолен начин, да бидам удрена од страна на припадник на македонската полиција. Сето тоа беше направено за превентивно да се делува на останатите полицајци, затоа што беа во тек протести и не сакав ниту еден друг граѓанин невино да настрада како мене. Мислам дека тоа делуваше и превентивно на полицајците, дека јас излегов во јавно со случајот и мислам дека сето тоа воспитно влијаеше врз нив за да не ги удираат граѓаните понатака на протестите. Денеска повторно си назад во Министерството за внатрешни работи. Вака во друго својство, сега си дел од кабинетот на новиот министер. Чувствителна е работната позиција, нема многу да навлагаме, само ќе кажам дека ете кругот се свртел и повторно си се вратила таму од каде што пред неколку години демонстративно си замина. Бидејќи си гласен свиркач, цело време зборуваше за состојбите внатре и не само во Министерството, туку со своите пишувања, зборуваш за сите состојби во државата од сите различни аспекти. Па некое прашање кое на крајот се наметнува како логично е: вреди ли нарушувањето на сопствениот, на личниот мир за промени во државата? Борбата за правдата и законитоста и правичноста за мене е пред се. Јас нема да можам да спијам ако не сум била таква како што сум била. Мојата совест не би ми дозволила да го премолчувам јас сето тоа што го знаев, сите тие состојби и во Министерството. По цена на сопствениот мир, не? По цена на сопствениот мир, точно така. Добро. Ние сме темпераментни бунтовници со причина, би рекла заедно со сопругот. Ние се бунтувавме, но со причина. Се боревме секогаш за правда, законитост и за доброто на сите. За доброто на сите деца, за доброто на нашите деца, но и за доброто на сите деца во Македонија. Да живеат мирно и безбедно, да не се плашат како што ние на моменти сме се плашале дека ќе имаме упад дома, дека може да влезат специјалци, да не одвлечкаат затоа што нешто не сме направиле, ама нешто сме напишале или затоа што нив не им се допаднало. Имало и такви мигови кога сме се подготвувале во случај на упад наш дома, влезната врата е спроти собата на нашите на помалите две деца. Како тоа би се случувало, сме правеле конструкција во случај да дојде до таква ситуација. Тоа се многу тешки моменти. Јас долго време после секој излегување од дома ги проверував гумите на нашите возила. Не можев да влезам безбедно, се плашев со моите деца да не завршам некаде во некој ендек. Секогаш имаше паркирани возила, дали од предната страна на станот или од страничната, темни возила со затемнети стакла, голфови, џипови, парови кои што грицкаат сончоглед по цел ден, не си прават меѓу себе муавет доколку се љубовни парови. Тоа се познати полициски тактики кои што јас ги знаев и знаев. Полицајци решиле да им го направат на полицајци. На полицајци, токму така, да. Значи се приметував, все околу што се случуваше. Јас бев во домот, кога они мислеа дека сум во домот, ама јас следев наоколу што се случува. И како седат на околните клупи, како не следат кога излегуваат, како не следат со возилата. Тоа предолго траеше. Долго. 9 години. Така, значи таа борба со сега живеете со претпоставувам криминалниот политиски врв траеше 9 години сега долго. Сега живеете поинаков, помирен живот. Повторно сте дел од полициските структури и ти Стојанче. Не мора да оди сега, нели, многу далеку. Сега сте сите тука и на купче, нели се обидувате како сите ние да живееме некој нормален живот. Јас ти благодарам за ова интервју. Доколку пропушти нешто ќе ти оставам на крај уште еднаш време ако сакаш да додадеш на сето ова што сега го зборувавме, моите прашања овде некаде завршуваат. Ви благодарам на поканата, ми беше чест и задоволство. Значи тоа беше се. Ти благодарам уште еднаш. А вам, почитувани, ви благодарам на вниманието и се гледаме повторно за 7 дена. До тогаш, довидување.